Добро вечер, драги наши. Добро дојдовте во уште едно издание на Македонија. Јас сум Марина Дочиновска-Гарка, вие сте на фреквенцијата на телевизија Сонца. А вечерва сакам да ве поканам да останете и да го задржиме вашето внимание, зашто после долго време во Македонија една млада енергија би ја нарекла една ентузијастичка или алтруистичка, како сакате наречете, меѓутоа со македонски предзнак. На некого од нас навистина би било добро вака како присеќавање како сето тоа изгледа кога една неконтаминирана македонска енергија ќе дојде до израз. Добро вечер, велиме за младиот господин Марио Шаревски. Добро вечер на вас. Добре дојде во Македонија. Ви благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Младиот господин Шаревски е, иако вака млад, го гледате на вашиве мали екрани, тој е веќе магистар по геополитика. Една, ми се чини, многу важен сегмент кога станува збор за Македонија. Каде магистрираше, прво ќе ни кажеш? Јас магистрирав на Карловиот универзитет во Прага, во Чешката република. Магистрирав ова лето во 2014 година. Значи тазе магистрант. Да. Тазе магистар. Меѓутоа, значи и ова моја научна наобразба секогаш е во прилог на Македонија и желбата да се придонесе, да се проучи, да се изнедри што е можно подобри решенија и можности за Македонија, така што мојата научна наобразба ја гледам во смисла и контекст на придонесот кон добровитот на Македонија. Многу е добро да се слушне размислувањето или манифестацијата на таа млада македонска сила, особено во вакви актуелни моменти во кои што живееме и ги преживуваме сите, а особено, како што реков, од една неконтаминирана енергија која што за свој основен презнак го има ентузијазмот, го има алтруизмот и емпатијата можеби кон македонците, а и обнародување на некои нешта кои што вам ви се учиниле како интересни, како досега скриени. Она што вие го правите е откривање на некои досега непознати македонски нешта за кои што ќе ни говорите малку подоцна. На почетокот би сакала за геополитиката и Македонија. Да. Значи, бидејќи тоа ти е специјалност. Да. Што мислиш за моменталниве геополитички случувања околу Македонија? Значи, би сакал најпрво да кажам дека Македонија и целиот свет од крајот на 2013 година некаде се наоѓа во една многу сложена ситуација, значи на глобално ниво, која што секако има влијание на пониско континентално и регионално ниво, така што Македонија, односно и ние како народ и држава се наоѓаме во еден исклучително значаен историски миг на геополитичките збиднувања, каде што треба внимателно да следиме ситуацијата и развој на настаните. Тука пред се, значи, би ги споменал украинската криза, да речем тектонските проместувања на распределбата на моќ во светот, дали е тоа Европа, дали е тоа Евроазија, далечниот исток, и пред се да ги следиме со големо внимание, затоа што токму таквите поместувања можно отвараат прозорци на можности за Македонија да ги реши некои од своите проблеми, да најде можности за некои поголеми придобивки, затоа што светската историја, за разлика од географијата и политичката географија што познава мали и големи држави, мокни и немокни, токму геополитиката и политиката отвара можности и тие мали и немокни држави, условно кажано, да го најдат својот пат и својот начин да направат одредени достигнувања. Така, например, би споменал дека во Втората светска војна, значи иако Македонија поделена после Балканските и Првата светска војна, живеејќи во процеси на населни раселувања
колонизации, денационализации, сепак го искористила геополитичкиот момент, нашето народно ослободително движење, да извојува, значи покрај тие тешки состојби кои што се наоѓала Македонија пред 70-ти години, да извојува слободата и да конечно се создаде македонска држава. Така што и сега сите овие геополитички избеднувања на ниво на Европа и на ниво на светот треба будно да ги следиме и да видиме едноставно можноста Македонија да има одредена корист и придобивки, односно најцелисходно и најповолно да ги реши своите проблеми и да ги остари своите интереси. Така. И точно е факт и оние што не се занимаваат со геополитика, мислам го чувствуваат моментот дека светот, а особено Македонија, се наоѓа пред еден предизвик, би рекла. Она што цело време е официјална политика на Македонија, членство во НАТО, членство во Европската Унија и така натаму, ми се чини дека е доведен, можеби во прашање заради новите случувања кога станува збор за големите сили, Истокот и Западот повторно се судираат. Сега дали Македонија повторно ќе биде точка на прекашување или точката на прекашување ќе значи некоја нова идеја и нова мисла и нова стратегија за Македонија, останува да видиме. Меѓутоа, јас од моја страна популарно кажано, како што јас размислувам и сметам за некои нешта, а многу пати во Македонија и го потенцирам тоа, она позната реченица на Столе Попов од оној култен филм Среќна нова, Исток не отпиша, Запад не запишува. Ми се чини дека повторно можеме да употребиме и нејзиниот контекст повторно си доаѓа на свое место кога станува збор за Македонија денес. Дали ќе остане така или има поместувања и на тој план ќе видиме допрева, но што ти како стручњак по геополитика мислиш за тоа Истокот и Западот и Македонија каде помеѓу нив? Па, значи, тука би искористил неодамнешната изјава на американскиот државен секретар Џон Кери, кој што изјави дека во одговор на сенаторско прашање за влијанието на Русија во Европа одговори дека Македонија заедно со Србија, со целиот Балкански полуостров и со регионот на Кавказот и Источна Европа се наоѓа токму на линијата на оганот. Така. Помеѓу во тој судир помеѓу Западот и Истокот. И значи тоа упатува дека ние сме на многу геостратешки важно подрачје. Тука значи би ги споменал големите инфраструктурни и енергетски проекти, еве сега нели по неуспехот на гасоводот Јужен тек, рускиот претседател Путин самиот два пати и во декември и во февруари во Будимпешта изјави дека новата траса на гасоводот ќе мора да поминува низ Македонија, ќе биде клучно или од Грција кон Унгарија. Така што, значи, од двете страни нас ни се нудат поволности и ние едноставно ќе треба само да процениме од, како што рекол Крстен Мисирков, од нашиот македонски поглед, да оцениме во дадениот миг што ќе биде поповолно за нас. Значи, ние имаме од една страна економскиот развој, човековите прави слободи, демократијата, степенот на општествен економски развој на западните држави е навистина голем и ние навистина треба да се стремиме кон него. И јас лично сум голем поборник ние да ги достигнеме тие рамништа и нивоа. Меѓутоа, од друга страна, токму тој, да речеме, тој западен блок се соочува со некои геополитички цели интереси кои што се спротивни на нашето постоење како Македонија и македонци. Значи, тука би го спомнал спорот за името, низата непризнавање на нашиот македонски идентитет и јазик кои што ги исцркјаваме од тие членки на вие западни сојузи. И од друга страна, па ете, Истокот можеби не на тие економски или тие рамништа на демократски човекови права и слободи, меѓутоа во дадениот момент имаме некој стопанско-економски интерес од аспект што го рековме гасоводот. И едноставно моја препорака, моје гледање, јас сум сепак многу млад за да дам препораки. Меѓутоа, моје гледање е дека ние треба едноставно, како што тоа во минатото сме го правеле и е наша одлика како народ и како земја, да шириме пријателство и разбирање со сите. Едноставно да ги гледаме можностите за најцелисходно остварување на нашите интереси и едноставно да бидеме во пријателски односи со работка со сите страни
и едноставно да се приклонуваме кон она можност која во дадениот миг ни дава најмногу можности и најмногу поволни опции. И уште еден момент кој јас би сакала да го спомнам, затоа што лично навистина сум убедена во тоа. Има еден момент кој никој не го спомнува, тоа е чувството на припадност на славјанските народи, нели? Македонците како такви, а не само македонците, ми се чини сите словенски земји го изгубија тоа чувство на припадност на едни кон други, на сродност, културна блискост, братска љубов, ако сакате наречете, и така натаму. Тоа не велам дека дошло само по себе, сигурно некој добро го осмислил и работел на тоа долги години, за да не одвои, подели и така натаму. Ако се нашите гледачи сигурно ќе се согласат со нас дека ние многу долго време и голем број години немавме навистина никаква културна врска со Русија во тој поглед, откако нели се случи кај нив перестројката и така натаму, откако Македонија се осамостои, се осамостоија и другите југословенски републики. Не знам кај другите како бил случај, меѓутоа јас не се сеќавам во Македонија да видовме руски филм, руска песна или нешто што ќе не потсети на тоа чувство на припадност. За среќа времињата се менуваат, ми се чини во оној момент кога ќе се присетиме на тоа, многу лесно ќе ја донесеме одлуката каде и со кого. Ова што деновиве пак се случува со оној документарен филм кој русите го снимиле во Македонија како контрапункт на документарниот филм на Ал Джазира, само го потврдува тоа чувство, дека сепак кога ќе дојде нели некој од твојот род, поинаку ќе те види, поинаку ќе те прикажа, за разлика од некој кој со намера сака да нели направи пропагандна една машинерија која работи во функција на разнебитување или уништување на некои нешто. Да се вратиме ние на Македонија и да се вратиме на она што е всушност и тема и како излезе целава оваа идеја околу твоево гостување, а тоа беше всушност една информација дека во Македонија постои едно друштво на млади луѓе, здружение и официјално, не само така друштво на собрани луѓе кои спонтано се собрале па шетаат низ Македонија, туку прва единствена Македонија се вика, што е многу важно и многу битно. Јас исто така многу долго време наназад се обидувам да ги подсетам луѓето дека единството, тој магичен зборем, нешто на што треба Македонија да работи интензивно, кога станува збор за македонците помеѓу себе, иако за жал деновиве што претходат или месеци, да не речам, ме демантираат во тоа, ми се чини дека дојде на точката на кулминација кога станува збор за единството во негативен аспект. Меѓутоа, тоа не значи ништо, тоа се минливи нешта. Кога видов дека се викате единствена Македонија, ми беше јасно дека има нови луѓе и нови сили и нова една неконтаминирана енергија, ќе ја наречам повторно, на која што исто размислува како мене, дека единството е тоа што ни е насушно потребно. Зошто се вашето здружение го нарековте Македонија единствена? Па, значи, вака најпрво да се заблагодарам што ни одвојате простор за ова, да ги искажеме, значи да ги искажеме дел нашите стави, нашите дејности, пред се затоа што нашата главна цел и желба е придонес кон Македонија на секаков можен начин, затоа што Македонија гледаме како свој собствен дом и колку ние ќе придонесеме, толку и ќе имаме. Едноставно придонесот за Македонија значи придонес за секого од нас. И во тој поглед, значи, најпрво не би споменал, ние како другари, значи, уште од основно училиште, од средно училиште, подоци на факултет, постојано не обединува таа љубов кон Македонија, значи неизмерна љубов кон Македонија, кон природата, географијата, културата, историјата. И пред 5 години се решивме тоа да го направиме формално, да се регистрираме како здружение, со целите кои ќе имаме желба, например, да правиме некакви дејности во јавниот простор, да можеме, значи, да бидеме како правно лице, иако ние во суштина функционираме сосема слободно и неформално, значи едноставно како другари, бидејќи сме другари, значи секој со своја идеја излегува и сите ние со нашите сили се излегуваме да ја оствариме. И нашата цел, значи придонесот и проучувањето на Македонија со цел да се изнајдат податоци со кои што ќе се користат за придонес кон Македонија,
се решивме да се наречеме единствена Македонија од две причини. Значи, најпрво затоа што ние ја сакаме Македонија, значи ја истражуваме, ја поручуваме и едноставно уживаме и го пронаѓаме се она пошто Македонија е единствена. Значи, дали е тоа природата на Македонија, дали е тоа рисот, моликата, прекрасните вкусови, плодови на Македонија, лорандитот, ората, значи се она што пошто Македонија е единствена и што ни дава, што ни воздигнува со една посебна животна сила. Македонска нешто. Баш пошто е единствена Македонија. И второстепено преку цела оваа наша љубов и желба за придонес и добробит кон Македонија, да се создаде, да полека се јакне свеста за нашата поврзаност со Македонија, значи некако нешто што е мистично, недопирливо или неопипливо, апстрактно, туку напротив Македонија како наш дом, како наша својина, како наша слобода и суштина, и на тој начин да се изгради едно единство меѓу граѓаните, значи македонците и сите граѓани кои живеат во Македонија, за да може да се стремиме кон остварување на се повисоки цели, односно се подобри, поубаво живење во заедничкиот дом Македонија, затоа што би споменал дека ние лично како другари, како млади луѓе, млади македонци, го чувствуваме и го гледаме нашиот народ, нашите сограѓани како едно наше семејство, како едно поголемо семејство со кое што треба заедно да сработуваме за да го правиме поубав и поудобен живот во нашиот заеднички дом Македонија. Многу е убаво да се слушна едно вакво размислување од млад човек, особено ако си имаат на памет сите статистики кои укажуваат на тоа колку млади луѓе ја напуштаат Македонија и се оцелуваат на различни краеви од светов. Што можеш да кажеш во таа смисла на останување во Македонија или одење надвор од Македонија? Еве, ти си магистрирал во Полска. Во Чешка, се извинувам. Значи, предпоставувам дека си имал можности и да останеш таму или да одеш некаде на друго место. Меѓутоа, сепак си овде разговараме во Македониум, за Македонија и така натаму, што ми дава за право да помислам дека тоа е сепак резултат на еден однос кон патридата, кон својата држава, кон своето парче земја, кон татковината и дедовината, како што јас ја нарекувам. Па точно е, значи, една од причините поради кои што ние се решивме да действуваме е бидејќи во моментот кога се регистрирахме од 2010 година излезе една анкета која спроведе Младинскиот образовен форум МОФ, дека околу 40% од младите во Македонија не ја гледаат својата иднина и сакаат да се иселат од Македонија. Тоа нас така не запрепасти и ние после тоа се решивме, први направивме една како трибина насловена Младите и Македонија во гимназијата Орце Николов и подоцна уште една како добротворна свирка по повод ослободувањето на Скопје и се решивме да правиме што можно повеќе дејности за младите и поврзани со младите и Македонија, за да ја укажеме на онаа нишка на меѓусебна поврзаност нераскинлива меѓу Македонија и луѓето во таа смисла младите, затоа што таа значи по оваа земја по која што ние чакориме, го дишаме воздух, ние сме толку меѓусебно раскино поврзани што треба да сватиме дека колку ние придонесуваме, толку ние ќе имаме, значи едноставно Македонија е наш дом и треба да ја гледаме како таква. Јас лично сум шетал доста во светот, значи не би сакал сега тука да се фалам каде сум бил и на различни континенти во светот и сум стекнал и образование и работни искуства. Меѓутоа таа огромна љубов што чувствувам кон Македонија и таа поврзаност на како човек што имам кон Македонија мене лично ми дава едно гледање на сваќање дека вистинското себеостварување јас како човек можам да го постигнам токму на ова место каде што јас чувствувам дека припаѓам, а јас нераскинно припаѓам токму кон Македонија. Значи се она што оние, да речем, секое ливче, секое камче, езеро, река од Македонија, сите историски традиции во Македонија во кои што ние живееме и сме во тој дух сме образовани, ми даваат една посебна сила и желба јас да останам и единствено да се останам како човек токму во Македонија. Затоа што јас би додал во поглед на младите, дека младите треба Македонија не да гледаат само како татковина или дедовина, значи оставштина на своите дедовци или своите татковци, туку како својина, нешто што е свое или како родина, родна земја или како што би рекле некои собствени народи домовина, значи како свој дом и на тој начин ќе сватат дека како што ние сакаме нашите собствени живеалишта да бидат
убави. На тој начин, кога ќе видиме Македонија како свое живеалиште, ќе сатиме дека ние треба да придонесуваме за неј, едноставно најбаво се чувствуваме во неј и треба да живееме и да остануваме и да отвориме во Македонија. Так, ќе спомнам онаа позната реченица, не прашувај што државата направила за тебе, туку прашај се што ти си направил за твојата држава, иако не потекнува од нашите простори, колку што ја знам, тоа е реченица на Кенеди. Меѓутоа може да се употреби со полно право еве во овој контекст и во оваа конотација. Тука би додал, ако ми дозволите, подоцна ние ќе спомене, работиме на преведување и издавање на книга од Ѓорче Петров, па би споменал на негова мисла. Тој на едно место вели: Македонија не постои вон од нас себе си. Истражи ја, истрадеа Македонија и незиното име и суштина ќе го најдеш во секого од нас. Секој од нас е по една Македонија и Македонија е во секого од нас. Така што, ете, тоа со таа порака од Ѓорче Петров би порачал на младите и на сите жители во Македонија да знаат дека тие се Македонија и Македонија е секого од нив. И затоа на тој начин треба да се стремиме да придонесуваме за Македонија колку што можеме повеќе со сите сопствени сили. Ајде да продолжиме, не мора подоцна. Можеме сега, бидејќи го спомнавме Ѓорче Петров, а ти ме израдува со една навистина убава информација дека си го направил комплетно преводот и барате финансиски можности како тоа да се отпечати и да се обнароди, да се подели на луѓето. Меѓутоа станува збор за книга напишана од Ѓорче Петров, која што е непозната за нашата јавност, така? Каде ја најде? Значи, книгата, најпрво да кажам, се вика Материјали по изучувањето на Македонија, издадена во 1896 година од Ѓорче Петров. Во Македонија мислам дека има еден или два примероци и ние со нашите другари пред околу 2 години, 2013, успеавме да обезбедиме една фотокопија од Македонската академија на науките и уметностите, од нивната библиотека. И во период од година и половина, некаде до ноември минатата година, јас целосно го изработив преводот. Наша цел, значи, е таа книга да се преведе на современ македонски јазик и да се бесплатно да се подели на училиштата, научните установи, планинарските друштва и домови, туристичките агенции. Ние, впрочем, сега кога правиме прошетки низ Македонија, постојано од неа и од други книги што има за Македонија, вадиме податоци за пределите и кришата што ги шетаме, па оставаме како збирки печатени на компјутер во пленарски домови, во манастири, лично на луѓе, за да може народот да ги чита тие податоци, да истражува. И таа книга, тоа да не заборам да споменам, содржи 734 страници со извонредни податоци за Македонија од тоа време. Значи, таа е поделена првиот дел орографија, значи опис на планините, потоа е хидрографија, опис на реките, езерата, речните сливови во Македонија. Третиот дел е патни соопштенија и сообраќај, значи тука е железницата, опис на патиштата, начинот на сообраќај во Македонија. Четвртиот и најголем дел се нарекува топографија. И во тој дел се состои опис на скоро цела денешна Република Македонија, значи Скопско, Тетовско, да не ги набројам, Штипско, со Леринско и некои делови од Егејска Македонија, значи тие тогашни кази што биле во тоа време, со детален опис на економијата, трговијата, начинот на живот, селата, градовите, обичаите на населението, носиите, одликите во говорот, така што на некои 734 страници Ѓорче Петров во неговата книга му остави на обставштина слика на Македонија од тој период, која што се географијата и денеска е актуелна. Ние секаде каде што одиме низ Македонија баш го истражуваме со тоа што го читаме таму, го гледаме на теренот. Што се променила, што останало од баш токму и нашата цел да заживееме, да ги заживееме податоците од таа книга. Јас лично околу 10 години веќе уредувам на македонската Википедија статии за Македонија, за планини, села, реки, историја, и сега во последен период токму од оваа книга од преводот споделувам податоци. Нашата цел е понатаму кога бесплатно ќе ја поделиме на научните установи, на пленарските друштва, домови, туристички агенции, токму од неа да се споделуваат тие податоци за Македонија. Кога е споменат топографијата, мислам дека тоа е многу интересен сегмент, особено кога станува збор за егејскиот дел на Македонија, зашто тоа е првиот метод, нели, како да се збрише сеќавањето на еден народ, смени ги имињата на местата, на градовите и на селата. За некое време, нели, следната генерација веќе нема да знае каде дошла, дали дошла во
Воден или како се вика сега, Волерин или не знам како се вика сега и така натаму. Па убаво е да се слушне дека и Ѓорче Петров, претпоставувам дека ги пишувал тие краишта и е имал напамет важноста од точно тој сегмент. Бидејќи си го проучувал, си го преведувал и обработувал сите тие 700 и кусур страници, нели, си им посветил должно внимание, кога тоа е како кога еден актер, нели, подготвува улога и влегува во психата на ликот што го игра, така и ти претпоставувам дека сега имаш едно твое посебно чувство за ликот и делото на Ѓорче Петров, што претходно не си го имал како такво. Што мислиш сега за него? Што би кажал? Како би го дефинирал? Па, значи, јас претходно морам да признам, секогаш ме интересирала пред се, значи, географијата, природата на Македонија, историјата, значи, меѓутоа и некои други делови од историјата до сега ме занимале, значи, во одреден период од животот, ете, колку помлад, да речеме, само школец, древна античка Македонија, Александар, Филип Македонски ме занимала, подоцна ме занимаше, да речеме, Втората светска војна, партизанскиот дел, така што не сме нека особена можност да Ѓорче Петров конкретно да се интересира, меѓутоа баш еве мојата струка, геополитика, геостратегија, географија, антропогеографија и мојата неизмерна љубов кон Македонија ме донесоа, читајќи други книги, да дознам за постоењето на оваа книга и во тие 734 страници да дознам како Ѓорче Петров гледал на Македонија, како тој со кој само прегор ја истражил Македонија. Можам да речем дека за него како личност јас навистина сум изненаден од неговото високо степен на научен развој како човек што има во тој период, значи тој со сите научни достигнувања стандарди за географијата, топографијата од тој период, значи таа книга не е само прибирање податоци, туку со една многу голема научен пристап и наобразба таму, значи таму има многу интересни податоци за економијата на Македонија, трговијата, значи буквално трошоци, значи нешто што во денешно време економистите, значи на стручен план го истражуваат, тоа Ѓорче Петров во тоа време го истражувал за Македонија и многу интересно да се видат тие податоци таму, така што јас за него како човек, значи не само како револуционер и борец за Македонија, можам да речем дека бил еден голем научник, истражувач на Македонија, интелектуалец во тоа време. Се восхитуваме и се запрепастуваме кога разговараме за некои такви ликови кои што мислите дека биле народни херои, комити или војводи или така натаму. Меѓутоа, се повеќе се открива во разговорите точно и во Македонија. Ги откриваме тие факти дека навистина станува збор за една интелектуална сила од пред 2 века, нели, која функционирала во име на Македонија повторно. И дека не е тоа, нели, она рекла казала муабет или не знам сега, ние го дал својот живот за Македонија и го славиме заради тоа и заради тоа се разбира, меѓу другото. Меѓутоа, кога ќе сватите дека тие луѓе навистина таа интелектуална своја сила и цел капацитет го дале во функција на македонската кауза, тоа допринесува уште повеќе да ги почитуваме и респектираме. И да ни дадат пример колку ние треба да се залагаме за Македонија. Затоа што, знаете, живееме во време во кое што не убедуваат дека не е важна историјата, па и историските ликови и хероите што ги имате од вашето време и од вашата историја, дека историјата си е историја, треба да се заборави, треба да се гледа кон еднината и така натаму, што е еден слоган на сите оние што ја наметнуваат таа специјална војна, јас ја нарекувам, каде што сакаат да ти го избришат идентитетот. Тоа е првото и основно правило и основната методологија. Значи, избриши му ја историјата и тој нема да знае што е, после можеш да правиш со него што сакаш. Не можам да разберам како во држава има некои луѓе што движење би ги нарекла во последно време, кои што се уште не го разбираат тој основен факт кој што произлегува човековата природа како таква. Не го сваќате тоа политички. Едноставно природата на човекот е таква да секој сака да знае прво за својата фамилиарна историја, после и за колективната на својот народ. Ако не го знаете, вие сте мртва маса и може да прават со вас што сакаат. Така, тука би додал една работа, значи едно мое лично гледиште на нашето здружение како Единствена Македонија, а тоа е и би се повикал на еден македонски просветител. Значи најпрво зошто е битно ние како млади луѓе ние сме едината на Македонија, ние се стремиме кон градење на едината на Македонија. Меѓутоа ние
не може да градиме идената на Македонија ако не се повикуваме на искуството од минатото. Значи сите оние грешки што се случиле во минатото, сите оние позитивни искуства од минатото, мора да ги проучиме за да можеме да имаме една јасна патека како ќе се движиме и како ќе градиме подобрата иднина. Во тој контекст би спомнал една мисла од еден наш голем просветител, исто голем научник кој проучувал географијата, исто историјата и просветителство на Македонија, тоа е Јордан Хаџи Константинов Джинот, кој што рекол зашто е битно да се учи историјата. Тој има спомнато една ваква мисла, затоа што секое древо од сопствени корења се крепи, значи баш тие се корењата што го крепат стеблото и крошната на дрвото кој ги дава најубавите цветови. Така и ние, учејки од нашето минато, го крепиме стеблото и нашето тело како македонци, како Македонија, за да може нашата крошна да ги раѓа најубавите цветови, односно да имаме една прекрасна убава иднина. Така. Во која ќе живееме. Така. А особено заради фактот што некои нешта не се менуваат, без разлика колку века поминале кога станува збор за Македонија. Значи, оваа специјална војна што ја споменав, против која се борал и Ѓорче Петров, можеби и Джинот и така натаму, со други протагонисти се случува и повторно, нели? Повторно сме ние во истата борба. Кој како сака може да ја разбере. И повторно за среќа еве имаме една интелектуална млада сила како оваа за која што денес разговараме, на која што се е познато и знае се. Така да ми се чини дека малку потешко ќе оди таа методологија да се спроведе повторно во овој 21 век. Сега би сакала малку за Македонија единствена или единствена Македонија, јас поинаку го кажувам, а исто ми се чини не грешам многу. Бидејќи вашево здружување секогаш има конкретни цели, значи, или конкретна идеја која се завршува со конкретна активност, помагање на луѓето кога им е потребно, што е навистина вредно за почит и затоа еве го потенцираме и го спомнуваме во Македонија, затоа што вашето здружување не е обично здружување, па ајде сега ние ќе си разговараме за Македонија, туку се сведува на конкретни активности и конкретни подвизи би ги нарекла, затоа што вие правите нешто што им е работа на некои други организации, а го правите тоа сосема спонтано, ентузијастички, без никакви финансиски надокнади или за да го направите тоа. Значи, вие не барате парична помош да додете да помогнете на луѓе, туку го правите тоа во рамките на вашите можности. Токму така. Она што успеав да го видам како фотографии, како видеа во врска со вашите активности е дека одите во поплавените подрачја, бевте таму, со она што можете да го ставите во вашите ранци, ми се чини колку што ќе се собера, сето тоа го носите таму на лице место да им се помогне со луѓето. Имате конкретна помош кон социјално загрозени семејства и така натаму. Како тоа изгледа како порив да се помага на луѓето за да им пренесеме на сите млади што не знаат што да прават со себе, дека конкретниот учинок ги прави луѓето луѓе, особено емпатијата која што како категорија се повеќе се заборава во овој 21 век, еве вие ја прокламирате на дело. Па токму така, значи ние како млади луѓе и како што споменав преска, сите наши сограѓани и луѓето кои што живеат во нашата земја во Македонија ги чувствуваме како едно семејство, и значи придонесувањето за нивно добровит, значи добровит за секого од нас, и бидејќи ние постојано планинари шетаме, уживаме во Македонија, во војните на Македонија, на едноставен начин желбата и поривот да придонесеме, да помогнеме на Македонија не насочи кон тоа да гледаме сите можности да помогнеме со сопствени сили, од сопствени средства, на доброволна основа, онаму каде што не е потребно. Значи ние ја споменавте нашата акција што не рековме Воз на солидарноста, која беше во февруари во Битолско во Пелагонија, каде што беа поплавените подрачја во селата Вашареца и Вањевци. Така што исто така сега имавме на прошетка до Трескавец и Прилеп со овој месец, сега минатава сабота, на денот на пролето, уживавме во пролетните гледки и во тамошната природа, и собравме таму доброволни прилози за една добротворна акција која што ќе биде сега во недела. Со велосипеди ќе одиме да доставиме помош до едно
многудетно семејство на самохрана мајка во Волкова, потоа ќе одиме уште едно во Драчево идната недела со велосипеди, така ќе ги посетиме тие семејства, ќе се подружиме со нив, ќе им дадеме помош, а потоа ќе посетиме и културно-историски споменици по патот, тука ќе посетиме Скупи, водоводот, аквадукт. И едноставно ќе имаме една мала рекреација и прошетка. И во тој контекст сакам да спомнам дека ние се што правиме значи да биде тоа бесплатно и на основа од нас за нашите сограѓани. Едноставно нас најголемото задоволство ни се оние пријателски насмевки, тие прекрасни насмевки на дечињата со кои се дружиме, пријателските разговори што ги имаме со луѓето, од кои што учиме да знаеме за Македонија, затоа што Македонија во секој од нас, значи еве ќе споменам во Пелагојново Битолско, каде што ефме, значи она народна мудрост на луѓето што слушнавме таму, нивните одожувања, начин на живот кој што го имаат таму, значи ни дава дополнителен порив ние да ги користиме сите можности како што ете бесплатен железнички превоз, велосипедите наши, пешачењето, пленерењето, да ги користиме и преку тој начин основно да помогнеме секаде онаму каде што е потребно, затоа што помагајќи таму ние се чувствуваме како подобри луѓе, како затоа што ќе споменам една работа, неизмерната љубов кон Македонија, пак ја споменам, таа не е исклучива, напротив, таа е сеопфатна, затоа што придонесот за Македонија и придонес кон светот, затоа што ако направиме една споредба Македонија како дом, како живеалиште, е дел од една поголема наслада која што е целиот свет, значи сакајќи Македонија, поминувајќи на секој еден човек, ние во потребна помош, ние всушност го цениме светот и помагаме за целиот свет, значи делувајќи локално, ние мислиме глобално и едноставно ние ќе продолжиме во иднина, значи на секој оно што му најпотребно, дали се тоите социјално загрозени луѓе, дали е тоа обнова на некој училиште или на некој пат, планинарски дом, пошумување, еколошка акција, ние секогаш како поединци, како друштво ќе повикуваме, ќе користиме значи социјалните мрежи, непосредните контакти што ги имаме со луѓето и сите поволности, нашите лични заштеди, нашите средства да помогнеме и да се оствариме себе си преку тоа што ќе помогнеме, затоа што верувајте ми чувството на помагање и чувството на блиско што го имате на оние кои им помагате, кога се оставате дел од својата сила и од својата енергија што ја црпиме по добровините на Македонија, неописливо, возвишено и прекрасно. Така. Како да ви се приклучат млади луѓе, или не мора да значи млади луѓе, секој кој што сака, нели, да учествува во едно вакво доживување? Како да ве најдат? Значи моментално акцијата што ќе ја правиме сега во недела и идната недела кога со велосипеди ќе носиме помош на социјално загрозените многудетни семејства се нарекува велодарност, која е спој од велосипеди, дарување, великодушно дарување и солидарност. Може да најдете, значи нашиот Facebook профил е Единствена Македонија со големи кирилични букви. Имаме и страница на Facebook, таа се туку што е направена, значи нема голем број на луѓе што ја бендисале, да речем. Најдете и преку Facebook, исто на Единствена Македонија. Да, таму може да се информираат за сите наши добротворни акции што ги правиме, да гледаат слики од убавините на Македонија, имаме ни албуми со преку 200 до 300 слики од убавините на Македонија, вкусовите на Македонија, градителството во Македонија, нашите активности, трибини што сме ги имале, планинарења, прошетки, сега бевме на Трескавец, бевме на Пелистер, на Пелистерски очи. Таму може да ги чита ние вообичаено од книгите што ги собираме и што ги истражуваме, проучуваме, споделуваме некои факти, например сега имавме за стопанството, овчарството во Македонија, факти од джинот, од книгата на Ѓорче Петров, од Крста Емисирков, некои интересни факти за обичаи, за места во Македонија, препорачуваме места за прошетки, така што на Facebook може да најдат преку нашиот профил Единствена Македонија и едноставно да не сретнат низ пленарските домови во Македонија, нашите прошетки ние многу често сега со бесплатниот воз, бидејќи секој трет викенд е за млади, често се среќаваме со млади луѓе таму, јас сум познат дека знам доста, дека читам такви книги за потеклото на населението, за селата, за имињата на селата. Ти си своевиден водич. Да, така да речам. И така стваруваме контакт со многу млади луѓе, па така може да не видите во воз, да не забележите, на планините, на езерата, не секаде низ Македонија. Кај да не видите, ние непосредно се дружиме, значи во смеја, во другарство, во непосреден контакт, така што преку Facebook, преку интернет постојано може да не следите и едноставно секаде низ Македонија да се дружиме, да помагаме и да уживаме во Македонија, како што јас сега ќе искористам тоа. Јас лично како Марио Шаревски на YouTube споделувам клипчиња кои што се викаат "Уживај во Македонија", каде што секаде кај што шетаме јас се бањам во планински езера, во реки,
одиме, правиме ајвар, вкусуваме, значи се оно што е Македонија, претежно убавините на Македонија, значи природата, планините и некои историски места, така што ете може да не сретнете таму. Ќе видат нашите гледачи нешто од тоа, сигурна сум. Благодарам многу за тоа. Вие направете избор на она што би сакале да го презентираме и вака јавно од сите тие ваши клипчиња. Бидејќи сега кога те слушам како говориш, навистина, освен што ќе ги повикам сите да се приклучат на ова движење, би го нарекла, или една навистина движење кое што треба да се поддржи, затоа што има благородни цели и има благородни мотиви. Како Македониум и телевизија Сонце може да се стави во функција на ова што го правите? Па еве, значи, најпрво многу да се заблагодарам од моje лично име, од име на сите оние млади луѓе кои што ја сакаат Македонија и што сакаат да придонесуваат за местото каде што живеат, што ни ја дадов това можност да споделам некои состави, а уште повеќе да споделам за нашите дејности, активности, значи пред се за нашите добротворни активности, затоа што тие според мене ни се како да речам, првенствени, заедно со истражувањето и проучувањето на Македонија, ете можноста да кажам дека еве работиме на преведување, издавање и бесплатно делење на книгата на Ѓорче Петров за Македонија, за која што еве ние моментално не располагаме со финансиски средства, меѓутоа од лични заработки, заштеди, аплицирање на проекти ќе се обидеме да обезбедиме средства. Еве тука може да апелираме, нели, навистина, затоа што не станува збор за не знам кој знае колкави финансиски невозможни финансиски конструкции, а она што јас ми падна на памет додека говореше Пријеска, заборавив да ти кажам, тука би требало можеби да се обратите до општината Ѓорче Петров и до градоначалникот Сокол Митревски, затоа што навистина тие би биле повикани да помогнат во ова, а и Министерството за култура се разбира. Значи ние се обративме со барање, меѓутоа од финансиската преку пошта, јас го испратив бидејќи не стигнав лично да отидеме и ни беше речено на мејл од финансиската служба дека го преминале буџетот и нема средства. Јас возвратив дека книгата е издана 1896, па не е проблем и 2015-2016 на 120 годишнината да издадеме, така што може понатаму, меѓутоа не добив одговор, па затоа не се решивме ние сами од нашите заработки, сега аплицираме на повеќе проекти, значи каде што има јавни повици и од таму планираме, тие се за друго наменети, меѓутоа средствата од таму што ќе ги заработиме ние лично да ги дадеме за печатање. И ете благодариме што ни го остапува тој простор, значи да ги споделиме нашите можности, идеи, да повикаме луѓе да се приклучат доколку сакаат. И пред се, бидејќи ние сме луѓе, пред се се да ја пошириме таа порака за љубов, разбирање, човеколюбие меѓу нас, другарство и разбирање и пријателство меѓу луѓето. Одамна немало вака позитивна енергија да се пренесе во Македонија. Јас тебе ти благодарам заради тоа. Се разбира дека стоиме на располагање со нашите капацитети и можности секогаш кога ќе не повикате, да обнародиме, да поддржиме, да објавиме некоја ваша активност која што сте ја завршиле, тука сме за вас секогаш и ви посакувам многу успех, затоа што кога те слушам како зборуваш, ги имам на памет сите исто така што се заедно со тебе во сите овие активности. Сите девојки и момци, морам да... Да, сите девојки и момци кои ги поздравуваме на овој начин. Слушајќи ве и гледајќи ве, добивате чувство дека има надеж за Македонија со ваква младина каква што сте ја манифестирале сето она што вие го имате и како чувство и како однос кон Македонија и кон сопствената држава и земја, меѓутоа и кон блискиот, без разлика дали го знаете или не го познавате, секому на кој што му е потребна помош. А тоа е навистина реткост во денешно време. Драго ми е што е така и драго ми е што нашите млади македонски генерации го имаат тоа чувство дека не е заборавено, дека не е анулирано со или инхибирано со се она што ни се случува, туку напротив, ми се чини дека допрева ќе доаѓа време кај што ќе станува се посилно и посилно. Битно е дека вие сте едни од ретките или првите кои што сте го започнале тоа и тука вам ви припаѓа целата почест и ви благодарам за тоа. Да, и јас исто така благодарам, само да споменам че ние не сакаме лични промоции, едноставно сакаме само идејата, мислата, желата сам прегоро да се шири, затоа што, како што реков,
Придонесот за Македонија е придонес за секого лично од нас. Значи, добробитот на Македонија значи добро за мене, за вас. Едноставно придонесот и помошта кон секого, значи кога на некого му, без разлика дали го познаме или го познаме, му е добро, неговата енергија, значи неговото добро е добро и за нас во местото каде што живееме. Така што ви благодарам многу и еден голем поздрав за сите ваши гледачи. И се надевам дека ќе се гледаме и понатаму, барем преку видеоснимките или фотографиите од она што и лично во шетањето вие сте од Гариеве, споменавте тоа една чијата е прекрасен крај на Македонија. Ние сега планираме таму околу ова со Лазарополе, екологијата, зачувувањето на природата, да се активираме околу тоа, да дајме поддршка, една наша пријателка, членка, да речем, ние немаме формално членство, меѓутоа таа е од тој крај и посебно породна, па ете планираме еколошки акции, натаму акции за очување на природата против овие некои сега што се прават, така што диви сечи, таму има многу работи кои што треба да се се надам ќе се видиме и низ се разбира. Од сега ве поканувам во Гари, и ние вас на нашите. Јас сум што ќе се отвори сезонава, претежно викендите сум таму, така да можеби заедно ќе направиме еден убав Македониум од тој крај. Секако. Затоа што во природата најбави, дефинитивно во природата на што дава таква неизмерна ствар, најбавите гледки може да се уловат и да се направат најбавите емисии со најбавата тек на мисли и идеи. Така. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас многу. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од убавите луѓе на Хунза, пристигна одговорот на нивната долговечност и здравје. Масло од семка од кајсија, априкот ойл или хание дел, како што си го викаат на бурушевски. Статусот на семејствата во Хунза се уште се мери според тоа колку стебла кајсии имаат во дворот, а тој култ кон кајсијата го претвориле во капка здравје. Рачно, камен на камен, толчејќи ги семките, да се направи капка сончевина, капка убавина и капка сила. За овие луѓе ова масло е добро утро и секојдневие. Тоа е првата асоциација за Хунза и нешто што го сметаат за свој бренд. А такво е зашто е направено рачно, по рецептура стара 2300 години, колку што се тие таму, во таа хималајска долина. Македонија која атокон олутаро аюа атокон ујонар го се шуати санди тупа мардотан. Радост е да го имате и да го пробате. Искористете ја привилегијата зашто ова е прв пат хунзите да праќаат некому од своето масло, а вие знаете дека тоа не е случајно. Пратено во Македонија со многу љубов и молитва за здравје. А да им се заблагодариме и на гледачите и да ги поканиме да се придружат на Единствена Македонија, затоа што Единствена Македонија, самото име кажува се, а ова што го слушнавте во изминативе минути, мислам дека е доволен поттик да го пројавите она човечкото што сака само да излезе од вас, дека човек најубаво се чувствува кога помага некому. Еве овие млади луѓе не потсетија на тоа. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во наредниот Македонија. Останете со сонце.